На декларација 1 во составот друго, наместо со 20% млечни масти, ситно сирење во маркетите се продавало со само 1% млечни масти и 19% палмино масло. Поради ваквите измами, кои ги открија инспекторите за храна, трговецот измамник може да одговара кривично и да си го затвори бизнисот. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов информира дека во наредниот период обвинителството ќе проверува дали производителот ги измамил граѓаните да купуваат сирење и други млечни производи со палмино масло. Од операторот на храна одземени се 22 килограми ситно сирење и изречена му е парична казна од 3500 евра. За сега надлежните не можат да откријат дали станува збор за увозник или производител, но санкции сигурно ќе има. Во наредниот период и тоа го размислуваме со основа Законот за кривична одговорност. Кај 10 оператори утврдено е дека анализираните примероци не одговараат на одредбите од Правилникот за квалитет на земјоделските производи, односно со тестирањата констатирано дека во производите имам помал процент на млечни масти од декларираното. Освен кај ситното сирење, палмино масло е најдено и кај друг млечен производ. Изречена му е казна од 1300 евра и повлечени од промет се 500 килограми храна, која е уништена на депонија. Инспекторите зеле и анализирале 45 мостри од млеко и млечни производи. Освен кај трговецот што работел со ситно сирење, уште кај 8 производители и увозници на храна, утврдено е дека во производите има помал процент на млечни масти од напишаното на декларацијата. Изречени им се казни по 1050 евра. Инспекторите зеле мостри од сувоместнати производи. Се чека на резултатите кои што ќе покажат колку производите ги содржат состојките напишани на декларацијата. Инаку, пред 3 месеци агенцијата ги чешлаше трговците со здрава храна. 1 тон ваква храна со декларација дека е здрава заврши во отпад. Надлежните ги заоструваат мерките и казните за трговците кои што не работат согласно прописите. Освен за ваквите прекршоци, владата најавува санкции за нефер трговски практики. Казните можат да скокнат и до 200.000 евра. Законот за нефер трговски практики ќе се менува до крајот на летото, а најавената измена носи 10-кратно зголемување на казните. Наместо до сегашните најмногу 20.000 евра, санкциите за трговците и добавувачите што нема да го почитуваат законот би можело да достигнат до 200.000 евра.